Silva šutira se od desната nога. Rekao, ova je pozicija za Levučar. Dadan je znak. Trgnuva Stojkovski, ona što go posakuvaše, prekrasan pogodo. Tikveš go zasluži vodstvo, to 1:0 po serija šansi od slobodan udar. Jedan fantastičan moment koji što негова ваналите на Кавадаричкиот фудбалски клуб, на нивните навивачи, на градот Кавадарци кој имал шампион во кошарка, меѓутоа фудбалот е сосема друга приказна. Сега доаѓа до заслужено водство во 41-та минута, феноменално изведен слободен удар. Знаеше Заков каде ќе оди топката, се обиде, ја допред со врвот на прстите. О, беше брилијантен шут и не можеше да го смени правецот, заврши во горниот лев агол на чуварот на мрежата на Воска Спорт. Далеку се одби топката до средствот Стојковски, поврат на Робертиньо, Силва и 2:0. 59-та минута над преворот, еве тоа што го споменавме, два корнери, првиот подарок од вториот, изворена комбинација на фудбалерите на Тиквеш и еве сега Видески може да констатираме овие неполни час време се еден извореден фудбал кој што го гледаме од екипа од која што не сме навикнале такво нешто. Да бидам искрен, мислам дека два пати го работев Тиквеш оваа сезона. Прикажа навистина квалитетни игри и во првенството. Сега, оние вистински љубителци во фудбалот ќе речат за добар фудбал треба двајца квалитетни или добри противници. Овде ги нема, затоа што Воска едноставно потврди на овој надпревар. Каде до очекувањата на Ѓорѓи Мојсов одиграа се што беше договорено. Еве уште еднаш оваа ситуација, новото уфрлање, обидот прво на Робертиньо и потоа одбиената топка што Силва во 59-та минута ја смести во мрежата на Захов за 2:0 по 60 минути игра и сега легува на Воска и од тој аспект да ги натрчаат фудбалерите на Тиквеш. Еве сега една грешка и да видиме сега. Еве го моментот, првиот кикс на екипата на Тиквеш кој што ги донесе на Воска и уште еднаш тргна оваа акција. Тешко е да се задржи концентрација 90 минути. Киксна тука и голмено тренер и му остави подарок на противничкиот тим. Николче Шарковски, еве го на вистинското место, неверојатно. Практично и без интервенција во досегашниот тек од надпреварот со исклучок тој одбрана слободен удар. Капитенот, 36 годишниот Александар Вареловски од рацете на претседателот на Фудбалската федерација на Македонија, Омет Сейдини. Champions од гласот на Фредимир Ливиев. Во примерот на сите оние големи финалиња кои што се одржуваат во светот на спортот. Еве, почитувани гледачи, полека со ова завршува и